Ангелка Виолета, дипломиран сообраќајен инженер и професор на група предмети во сообраќајната струка. Имено сообраќајната струка веќе 18 години постои во Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко и има доста голем интерес за оваа струка. Сообраќајната струка има два профили, и тоа техничар за транспорт и шпедиција, за кој што се потребни 60 бодови, и техничар за патен сообраќај, за кој што се потребни 55 бодови. Оваа струка, впрочем, е интересна заради тоа што сите на некаков начин и го користиме сообраќајот и сме учесници во истиот. И сметам дека нема да има проблем околу изнаоѓањето на вработување и за понатамошна кариера за нашите ученици. Друго што сакам да напоменам за оваа струка е тоа што имаат можност завршените средношколци понатаму да се запишуваат на широк спектар на факултети, вклучително Техничкиот факултет во Битола со неколку смерови, Факултетот за транспорт, за шпедиција и царина во Охрид, Факултетот за безбедност во Скопје, Факултетот за логистика и организација во Штип, меѓутоа зошто да не и на сите останати технички факултети. Друго што сакам да напоменам е практичната настава која што активно се обавува со релевантни фирми кои што се поврзани со сообраќајот. Би ги спомнала Техничкиот преглед Автоконтрол, Сдружение на возачи, Автосојуз Прилепец, сите автошколи, автобуска станица, подружница Прилеп пошта, полициската станица и впрочем сите фирми кои што во овај момент сега не ги спомнав, а на неколков начин се поврзани со транспортот и шпедицијата, значи сите шпедитерски фирми, сите автотранспортни фирми имаат наши ученици каде што ги изучуваат практичните збиднувања во тие фирми. Јас сум Теодора Тунеска од класот 2-6 и сум сектор за транспорт и шпедиција. Сакам да напоменам дека имаме практична настава во склоп со полициската станица, која е во склоп со секторот за сообраќај и тие ни пружаат голема помош при извршувањето на практичната настава. Организираме настани во склоп со неа. Исто така сакам да ги поканам сите учесници во сообраќајот и граѓаните на градот Прилеп дека на 24 мај во петок ќе се организира една трка сите на велосипеди, насловена сите на велосипеди и да учествуваат, сакам да ги поканам.